Организацијата на работодавачи подготвува алатка за проценка на ризик, насилство и вознемирување, нарачана од Меѓународната заедница на трудот и е изготвена од меѓународниот експерт за безбедност и здравје при работа Нина Хедегард Нилсен и од националниот експерт Милан Петкоски. Се работи за една алатка која треба да ја помогне и на работодавачите и на работниците. Значи, работодавачите како да го организираат по-безболно тој процес, за пријавување, за тајност на оној што пријавува и така натаму, за образци кои треба да ги подготви, но електронската алатка значи ќе помага и на работниците кои ќе може да го видат начинот се имплементира, бидејќи согласно законот е доста сложено и се работи за многу осетлива материја. Но мора да сватиме дека во овој случај може да бидат загрозена страна и работодавачите и работниците. Ова прашање е клучно бидејќи кај нас се оди бавно, а оштетените се соочуваат со сложени процедури за докажување на насилството, кое паралелно е и економски истрпувачки. Од искуство знам дека тоа е многу повеќе присутно во јавниот сектор отколку во приватниот сектор, затоа што во приватниот сектор со последните промени на пазарот на труд и недостигот на работници, работодавачите сакали некеле го сменија својот однос према работниците, за да ги задржат, да ги мотивираат да останат на работа. Доволно е на некој работник да го ставиш во канцеларија, да го заклучиш, да не му даваш ништо да работи. До каде тоа може да дојде, дури може да се случи физички напад на работодавач врз работник или работник врз работодавач и најразлични начини на малтретирање. Освен во компаниите, ист вид на насилство владее во јавниот сектор. И таму заседнати шефови и недопирливи раководители, кои положбата ја искористуваат брутално. Среќа во несреќа е што по секои избори има промени на раководните места, па насилниците или долго не се задржуваат, или немаат време да покажат сила, особено во реорганизирањето кое го спроведуваат. Се пријавуваат и случаи во текот на патувањето до и од работа за време на службени патувања, обуки, настани и социјални активности и преку комуникации поврзани со работата, вклучувајќи ги и онлайн комуникациите.